Изминатиот петок, на 26.5. ги примив 5 закони за изменување и дополнување на постојните закони, чие што содржина се однесува на изградбата на коридорите 8 и 10D, во јавноста попознати како закони за проектот наречен Бехтел-Енка. Законите кои што беа усвоени со пропишано мнозинство во собранието, а чии што укази за прогласување стигнаа до мене се следниве. Првиот е Закон за изменување и дополнување на Законот за работни односи. Вториот е Закон за изменување и дополнување на Законот за експроприација. Третиот е Закон за изменување и дополнување на Законот за градење. Четвртиот е Закон за измена и дополнување на Законот за урбанистичко планирање. И петиот е Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување на јавниот интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на коридорите 8 и 10D. Изминативе недели во јавноста, знаете дека се разви сосема легитимна дебата во однос на содржината на овие закони, а за еден од нив и за неговата уставност, имајќи ја предвид одлуката на Уставниот суд од минатата година. Не спорејќи го легитимното право за сеопфатна дебата за секој закон, вклучително и овие, сакам да укажам дека дебатата од мал број на субјекти беше употребена или злоупотребена за зголемување на и онака високата поларизација во нашето општество, што го оттргна фокусот од вистинските прашања поврзани со овие закони, односно, наместо дискусијата да се насочи кон придобивките и можните ризици во однос на проектот, јавната дебата се претвори во расправа за нашите стратешки евроатлантски ориентации и аспирации. Во однос на Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи, сакам да ја информирам јавноста дека текстот на усвоениот закон не ја содржи оспорената одредба од Уставниот суд, која што предвидуваше дека работното време на секој работник може да биде во просек 60 часа неделно во текот на годината. Изминативе месеци дадов неколку јавни изјави дека нема да потпишам указ за прогласување на закон кој содржи одредба што претходно е оспорена од Уставниот суд и во таа насока новиот текст на законот не ја содржи формулацијата 60 часовна работна недела. Изминативе денови направив низа консултации во однос на уставноста на новиот текст на законот со експерти од областа на трудовото право, со поранешни судии на Уставниот суд и со советниците во мојот кабинет. По сумирањето на различните мислења донесов одлука да го потпишам указот за прогласување на овој закон и на останатите 4 закони. Сепак, имајќи ги во предвид приговорите на дел од синдикатите, дел од граѓанските здруженија кои работат во оваа сфера, како и на некои политички партии, укажувам дека секоја заинтересирана страна има право да поднесе иницијатива за оценка на уставноста на секој закон, вклучително и на овој. Уставниот суд е единствената институција во нашиот правен поредок која го дава последниот збор во однос на уставноста на законите. Уставниот суд има на располагање и механизми со кои може брзо и ефикасно да донесе соодветна одлука, ако така сметаат судиите на Уставниот суд. Надвор од оваа тема, сакам сосема накусо да ја поздравам работата на комисијата составена од експерти, формирана по препорака на владата во рамки на Министерството за правда, која во прилично кус временски рок изработи предлог иницијатива за уставните промени кои ги проследи до владата. За кратко време, верам, однаправи убава работа, затоа вредна работа, квалитетна работа, затоа што знаете, таа комисија беше обкружена со не помалку емоции од ова претходно што го дебатиравме, имаше различни влијанија врз незиното работење. Конечно, кога имате 24-25 члена во една комисија за вака емоционално прашање, јасно е дека е можно дебатата да зазема сосема друг курс и да не ја завршите работата во една опција со недели и месеци, а другата е внатре да имате предлози кои не соодветствуваат на заклучоците на собранието на нашиот парламент, кои се единствено меродавни, практично се изворот на легитимитетот за формирање и работа на таа комисија, минатата година кои беа усвоени, а се однесуваат на европската преговарачка рамка. Особено синдикатот по изгласувањето
делови од синдикатот потенцира дека станува збор, го нарекоа денот кога беше изгласан законот, промените на законот за работа, за работни односи поради Бехтеленка за црн петок. И покрај тоа вие се велите дека нема ништо спорно, односно не содржи ништо што претходно го содржало, што било оспорено и паднато на Уставниот суд. Сакате да кажете дека според вас и експертите кои сте ги консултирале, во моментот, во актуелната верзија, оно што се донесе, нема ништо спорно и контроверзно, како што синдикатот коментира? Синдикатот и неколку невладини организации минатата година која беше донесен лек специјали за истиот овој проект на Бехтеленка, го оспори целиот закон. Уставниот суд рече дека целиот закон е во ред, освен член 12, кај што пишуваше 60 часовна работна недела. Значи никому не оспорувам право и сега да поднесе и да каже дека ова мое толкување не држи. И таму има една одредба, значи освен што нема експлицитно кажано 60 часа ќе биде работната недела по работник, така цела година, има една друга одредба која можам да ја цитирам, која ми помогна, се разбира, со поддршка на моите правни советници и луѓето со кои се консултирам во ваква ситуација. Вели, на пример, членот 117 во својот став 2 зборува за тоа колку може да трае прекувремената работа. Значи да трае најмногу 8 часа во текот на една недела, најмногу 190 часа годишно и вели, мислам дека тука влегуваме со тоа образложение дека ова може да не биде противуставен член или одредба, вели освен за работи кои имаат специфичен процес на работа. И сега да преведам овдека, зборуваме за автопатишта, за патишта. Знаете дека сезоната нивна трае, градежната сезона трае 3 до 6 месеци максимум, јануари, февруари, никој не поставува асфалт или други градежни работи, така што на ниво на квартал или на година, мое уверување е дека нема да се пробијат законските сати. Меѓутоа се разбери, имаат право да поднесат иницијатива до Уставниот суд и за оние кои тоа не го знаат, веројатно, меѓу Уставниот суд некој ќе рече ќе одлучува долго време, години и години може да помигнат и работа ќе заврши. Не, Уставниот суд во својот арсенал или инвентории на посебни, на одредени мерки и механизми кои му се прирака, кои може да ги употребува, има и така наречена времена мерка. Да каже до конечна одлука на Уставниот суд стопираме се. Така што тоа се опциите.